Околу 100 вработени од загубарот Еврокомпозит и уште толку кои неодамна ги потпишаа решенијата за да си одат од компанијата како технолошки вишок, денеска повторно ги активираа протестите, бидејќи, како што самите велат, уште еднаш по кој знае кој пат биле излажани од државата. Имено според последниот договор со владата, до денеска требало да им бидат исплатени по 2 плати на вработените и по 50.000 денари од премнина на веќе заминатите работници. Но ветувањата останале само ветувања, а надлежните сега започнале и со меѓусебно префрлање на топката. Сите овие луѓе се чувствуваат изиграни од страна на владата и директорот. Најновата информација што имаме е дека денеска ќе му исплати на луѓе по 25.000 денари од ветените 50.000 денари, а ти има за земање најмалце по 90 до 100.000 денари опремнина. И ние што требаше да земеме 2 плати, ќе ни бида исплатени 8.000 до 10.000 денари. Луѓето ќе бидат селектирани, на некој ќе му се исплаќа 8, на некој 10. Кој ќе бидат тие луѓе не знаеме, ќе да знаеме денес како ги пуштат тие пари. Денеска требаше, имаме сите решенија дека по 50.000 денари ќе ги земеме од премнината, а тие останатите до 24 февруар. Значи, еве веќе трета плата, немаме земено, до кај 10 и 15 и третата плата, и можете да замислите дека 3 месеци небуквално без скршен динар. Работниците кои ги потпишале решенијата за технолошки вишок резигнирано откриваат дека биле принудени да потпишат решенија во кои стоело дека средствата на име од премнина како веќе да им биле исплатени. Во изјавите што ги потпишувавме за излегување како технолошки вишок, најдолу пишуваше дека исплатени се пари од 94.000 денари. И бац јас тогаш се супроставив на правничката таму што беше, реков зошто овде ќе пишано дека парите ни се подигнати, а парите не се легнати на наша сметка. Ако сакаш потпишувај, вика, ако не оди понеделник со директор разговарај. Сите потпишаа, така и јас потпишав. Згора на се останатите вработени се плашат дека ништо нема да се реши ниту со неплатените придоноси за период од 6 до 7 години, а тоа би значило и помали пензии за нив за околу 4.000 денари. Се владава дава пари, гледам со ребалансо на буџетот за општини, по 50 милиони фрла евра, а не за нас за 1-2 милиони евра да реши еднаш за секој прашање. Ова последно незадоволство од денеска повторно ги активира протестите на вработените во кругот на фабриката, но со тенденција истите да се радикализираат, со блокади на патиштата како и пред владата, од каде постојано добивале ветувања дека проблемот ќе им бидел решен со доаѓањето на извесен инвеститор, од кого засега немало ништо.